Како што најавивме и на почетокот, 6-то државно првенство на бармени на Македонија, денес ќе зборуваме токму за тоа. Нашиот денешен гостин е мајстор за вкусови. Еден од основачите на Сдруженијето на бармени на Македонија, виртуоз во мешање на различните вкусови, што едноставно, кога ќе појдете кај него на гостиниту, еден од своите рецепти кои представуваат негова моментална инспирација никогаш не се повторил. Вкусот на коктелите едноставно го диктира расположението, музиката која свири во вас. Денес во нашето студио на моја огромно задоволство Дарко Ангелевски. Добар ден и добре не дојдовте. Добар ден. За почеток, ајде да им кажеме на гледачите нешто повеќе за Сдруженијето на бармени на Македонија. Вие сте сепак еден од основачите. Да, јас сум еден од основачите и председател на асоциацијата. Асоциацијата е формирана во 2005 година од неколку луѓе кои беа страстни љубители на мешањето на пијалоци. Да, љубов до ден денеска трае, нели? Веќе Сдруженијето на бармени веќе 6-та година е полноправен член на светската или интернационалната асоциација на бармени, каде што секоја година учествуваме на сите светски првенства, каде што не дека во 2011 година дури и нашата асоциација го освои третото место во категорија After Dinner, така да сме релативно млада асоциација во однос на останатите, али доста сериозна. Така, на кој начин функционира Сдруженијето на бармени во Македонија? Можеме ли да направиме споредба со меѓународната асоциација на бармени која што сега ја споменавте? Така, бидејќи сме член на меѓународната асоциација, работиме според нивни пропишани правила и нивниот статут. Буквално сите надпревари што ги организираме во Македонија, нели и 6-тото оваа година, сите буквално правилата, начинот на оценување според Светската федерација, ги пратиме сите трендови, ги пратиме нивните препораки, така да се трудиме да бидеме една од најдобрите асоциации во ИБА, во International Bartender Association. Која е важноста на професијата бармен кај нас и како е тоа кај нас третирано, а како се третира во светот? Една од нашите цели и мисии беше да го подигнеме нивото на луѓето кои работат позади бар во Македонија, бидејќи кај нас искрено нема некоја долга традиција на работа позади бар, немаше некоја многу голема традиција во смисла конзумирање, мешање на коктели, пиење на различни пијалоци. Тоа не беше една од главните цели. Со организирање на самите надпревари се подигна нивото и кај нас, не е на некој многу високо ниво, али има доста голем напредок во последниве 6 години, али нашата цел е да бидеме дел од таа елита светска, искрено. Кога сме веќе кај професијата бармени, споменавме како се третираат тие кај нас, како се третираат надвор. На членовите на Сдруженијето на бармени на Македонија секоја година, односно веќе 6-та година, поред 6 години назад им се овозможува учество на државното првенство на бармени. Од кој значење организирање на вакво првенство кај нас и дали излегуваат квалитетни коктели од ваквите првенства кои што истраднили се користат во хорека сегментот кај нас? Надпреварот, државното првенство има неколку цели. Прво да покажеме јавно убавата страна на нашата професија. Моментот дека луѓето се креативни, дека знаат да вложат многу повеќе, да дадат многу повеќе, бидејќи потоа истото тоа го работат и во бар, со истата страст, со истата љубов ги подготвуваат пијалоците и за нивните гости, не само за публиката и за судиите кои ги оценува во моментот. Преку самиот надпревар правиме една промоција на она коктел култура, што значи мешање на пијалоци. Сме во соработка со големите компании кои произведуваат или увезуваат алкохол, преку бармените за нив се најдобриот пиар, бидејќи на мој пријател каже една многу интересна работа, вика додека ние спиеме, они ги прават парите за нас. Така да сите заедно, ние сите заедно работиме и го развиваме буквално тој сегмент на мешање пијалоци, а конзументите или гостите се задоволни и среќни поради тоа. Токму така. Ајде малку да се навратиме на историјатот на одржување на ова првенство кај нас. Како започна се пред 6 години? На чија иницијатива?
иницијативата главно беше, нели, моја и на Филип, бидејќи имавме можност ние двајца да одиме да посетиме неколку натпревари да учествуваме во регионот. Толку ни се допадна атмосферата, толку ни се допадна таа позитивна енергија каде што бармените од различни барови, клубови се дружат, значи за мене тоа е празник. Така се дружат заедно, работат заедно, не е важно кој ќе победи, сите си помагаат еден со друг. Едноставно таа убава позитивна енергија ја примивме и постојано и секојдневно и секоја година преку активностите на Сдруженијето ја пренесуваме на нашите колеги. Искрено нема позиции така да сите сме на една иста позиција, кога станува збор за работата позади бар. Тоа беше најголемата инспирација и трае до ден денеска. Така можам да кажем дека во изминативе 6 години навистина се подигна свеста кај граѓаните за професијата бармен и дека навистина е потребна голема посветеност и многу работа за да се постигне тоа што тие го демонстрираат на шанковите, односно позади шанковите, бидејќи тие не само што ги мешаат вкусовите, не само што прават одлични коктели, туку прават и вистински перформанс. Така е. Едноставно, луѓето што работат позади бар се дел од шоу бизнисот. Токму така, баш така може да се каже. Дали учесниците на првенството се само членови на Сдруженијето на бармени, кои се може да учествува и кој е начинот на аплицирање, има ли можеби некои посебни критериуми за селекција на кандидатите? Значи, може да учествуваат буквално кој сака да се пријави. Не правиме, не ги ограничуваме да се членови. Значи, кој сака, кој има желба да покаже да покаже собствена креација, да се промовира на некој начин кој смета дека е доволно спремен да се појави таму и да застане рамо до рамо со тие бармени кои што имаат навистина големо искуство, како во Македонија, така и надвор. Да, точно. Иначе оваа година категоријата е фенси, бидејќи Македонската асоциација оваа година на светското првенство во Прага е во категорија на фенси. Така да ние Што значи? Каква е таа категорија фенси? Ајде да сме на гледачите кои можеби не се упатени во тоа. Тоа се некои нови правила воведени пред неколку години да секој се направува во неколку категории. Long drinks, fancy, after dinner, pred dinner и sparkling, че 5 категории и секоја година сите асоциации се направуваат во различна категорија. Оваа година сме во fancy. Fancy е категорија каде што се бара од нас да направиме коктел кој е помодерен, значи помодерен вкус и многу по-креативна декорација. Сепак и декорацијата е важна и тоа се добива оцена. Точно. Така да оваа година одлучивме да биде исто фенси, бидејќи претходните години ни беа отворени категориите, секој можеше да се направи како сака, во која сака, а оваа година одлучивме да биде фенси, бидејќи е доста атрактивна категорија и они самите секојдневно во баровите најчесто работат фенси коктели. И одлучивме да биде за нив полесно и поатрактивно за самата публика. Ќе биде наистина интересно да се биде дел, да се биде таму присутен и да се гледа сето тоа во живо. Бидејќи овде сме денес всушност да го најавиме 6-то државно првенство на бармени. Ајде, што ќе се случува во текот на целиот ден? Кога, каде? 25 април, почетокот е во 11 часот се квалификациите. Потоа помеѓу квалификации и финалето започнува во 16 часот. Некои 2 часа помеѓу ќе има семинар. Еден многу наш драг пријател во Романија, Маријан Кукунешевски, ќе работи семинар Креатив коктел и Тики стайл. Он беше 2009 година бармен на годината во Романија и собственик на еден од подобрите коктел барови во Романија, еден најдобрите бар консултанти. Он ќе работи семинар во трајање околу 2 часа. Потоа финалето, каде што ќе учествуваат двете категории, ќе се направуваат и во класично подготвување и во флер бартендинг. Потоа на 27-ми, тоа е сабота во 12 часот, ќе имаме можност да го видиме во живо Васко Лалич, легендата на германската бар сцена. Наш многу драг пријател, многу беше драго кога потврди дека ги дојде. Он ќе исто ќе изработи еден семинар од трајање од 2 часа, он ќе работи стайлов бартендинг, че сакаме малце да им доближиме и на нашите
бармени, бидејќи верујте ми сите не можат да патуваат и да се дружат со сите тие луѓе, да им го доближи буквално стилот на работа, стилот на еден бартендер, како треба да се однесува со гости и како треба да се однесува, нели, матени во приватниот живот. Така да тоа се активностите за оваа година и ни преостанува само победникот да го подготвиме за Прага. Тоа ќе биде оваа година, нели, и плюс ќе заборав да ви кажам, значи во склопот на асоциацијата секоја година организираме лига каде што се направуваат во неколку различни категории бармените и тој е победник, тој е бармен на годината, а овој е победник на државно првенство. Да, значи гледаме колку можеме максимално да ги мотивираме да ја подигнеме целата култура во Македонија. Така, е сепак бармените во едни вакви првенства каде што колку толку тие сепак се подготвуваат и вежбаат и нормално ги подобруваат своите способности. Пред малку за еден од овие два семинари кои што ги споменавте Тики стайл. За каков стайл станува збор? Тики се коктели кои почнуваат да бидат популарни недека 50-60 години во Америка. Тоа се коктели каде што за прв пат почнуваат да се мешаат сокови, сиропи, различни видови на алкохол, бидејќи претходно биле доста класични, се мешало само алкохолни пијалоци како база, вермути, битери и слично. И затоа они станаа многу популарни, можеби претпоставам дека ќе спомнам неколку коктели, па ќе ви текне станува збор за мајта и станува збор зомби, тука може да стави пина колада, че тоа се оние баш поекзотични коктели. На Хавај. Да, од таму и доаѓаат, значи потекнуваат од Хавај, иначе тики се полинезиски богови. Врзана е целата таа приказна со полинезиските богови, доста се интересни и за подготвување и за конзумирање. Така, има голема приказна која што се крие позади коктелите, не се ти имиња дадени туку така. Точно. Многу од коктелите носат имиња на познати личности, славни личности, или пак имиња на некои моменти кои се случиле во некој бар помеѓу барменот и гостинот. Нели, еден од, може да спомнеме, господин Хемингуеј, еден од најголемите култур промотори во светот. Не знам колку сакал да го пие своето мохито во бодеките Дел Медио во... Да, али он е доста познат Хемингуеј дајкер, он многу повеќе пиел Хемингуеј дајкер, него мохито, али у принцип тој човек пиел све. Така, да бидеме искрени, да. Веројатно. Ајде да споменеме колку пријавени учесници има и дали само оние кои што се пријавени ќе можат да ги посетуваат овие семинари? Така, во моментот траат се уште пријавите. Не можам да ви кажам точно колку луѓе ќе учествуваат, бидејќи крајниот рок е 24 април. Точно семинарите ќе се наменети само за учесниците на семинарот, бидејќи тие се најважни. Учесниците на првенството всушност. На првенството, да. Само тие имаат право да присуствуваат на семинари. Да, само бидејќи за нив и практично ги организираме она што ви кажав, нели, да ги мотивираме за следната година да бидат уште подобри и нели сите тие работи што ги научат таму да ги применат на своето работно место, ја ќе бидам најсреќен. Дали има ограничување во поглед на бројката кои што можат да присуствуваат, учесници кои што можат да присуствуваат на овие семинари? Дали имате некој ограничување во бројката, дали имате ограничување, значи во поглед на, не знам, големината на салата и колку луѓе може да бидат... Па од прилика, јас мислам дека ќе бидат од прилика околу 20 на бармени и мислам дека така и најдобро. Веројате ми ќе се збори на малце повисоко ниво. На повисоко ниво не може секој тоа да го разбере искрено. Тоа сепак станува збор за луѓе кои се доста искусни во самата професија. И самите гости кои ги работат семинарите се луѓе на повисоко ниво, работат сепак во големи европски метрополи, каде што трендот е многу висок. Нели, барската култура е на многу високо ниво. Али јас сум среќен ако сите тие луѓе барем еден дел применат утредента на своето работно место, сите ние ќе бидеме среќни и ние и конзументите и нашата држава буквално
зошто не бидеме и ние нели дел од тој барски тренд глобален. Така, на некој начин е промоција на една друга култура која што ја имаме и кај нас и сепак Македонија ги следи светските стандарди. Споменавте дека ќе имаме гости кои што ќе присуствуваат, односно ќе држат семинари на ова државно првенство, а ќе имаме ли странски учесници или пак тие ќе бидат само дел од стручното жири и кој го сочинува стручното жири? Така, оваа година и Васко и Маријан ќе бидат и дел од стручното жири, со тоа што едниот од нив ќе го води делот на жирито за тести, значи за што ќе се работи дегустација на коктелите, а другиот ќе биде во технички судија, бидејќи бармените се направат во две категории во квалификациите, им се оценува техниката, значи како владеат со барскиот пример, каква техника пременуваат додека го подготвуваат коктелот, а другите суди се позади буквално скриени, не знаат бармените што подготвуваат, ги добиваат коктелите само во чаша со бројче и оценуваат изглед, вкус и мирис на коктелот. Така, значи се оценува техника, изглед, вкус и мирис. Да. Брзината? Во овој случај има голем фактор. Има време траење еден настап, али има доволно време бидејќи се подготвува еден коктел, има доволно време да покажат што можат максимум подобра техника, значи поубава презентација пред публиката. За тоа нели затоа се така поставени правилата. Другиот дел од судите ќе осочинуваат луѓе кои се занимаваат со гостелски бизнис. Дел од нив ќе бидат готвачи, дел од нив ќе бидат сомелиери, дел од нив ќе бидат бармени кои работат надвор од Македонија, кои се наши блиски пријатели, и оваа година мене ми прави исто голема чест во делот на суди ќе биде и господинот Коста Попов. Човек кој не е од овој бизнис, али мене ми е мило што он ќе биде дел од тоа жири. Така, одлично, верувам дека одлично ќе се снајде во улогата на жири комисија. Кога се квалификациите, а кога е финалето? Квалификациите започнува во 11 часот, на 25 април, а финалето е во 16 часот, истиот ден, во еден ден ќе биде целиот надпревар, за да имаме повеќе време да се дружиме другите денови заедно, да поразговараме со нашите гости, што ги имаме ги споменав да можат и они и бармените меѓу нив да искомуницира, тоа се убави моменти. Јас се надевам дека и оваа година ќе покажеме високо ниво на професионалност, ќе изработат одлични коктели, тој што ќе победи, ќе представа Македонија, се надевам, пред 2 дена добивме официјален спонзор на светското првенство, така да имаме големи шанси да и оваа година да го повториме успехот од 2011 година, во групата во која сме оваа година е доста лесна за нас, доста лесни асоциации. Се надам дека ќе се видиме со одличен резултат пак во вашата телевизија. Се надеваме ние дека ќе се вратите со навистина висок пласман. Споменавте дека и квалификациите и финалето ќе траат во еден ден. Колку време е предвидено временски, значи искалкулирано во часови, колку време е предвидено да трае и не ли тоа малку напорно за учесниците? Видете, напорно е, они работат, знаете, во гостелскиот бизнис се работи 24 часа. Динамиката е иста, горе-доле. Да, и тоа е четврто како да не можат многу да отсуствуваат од работа, сепак после тоа доаѓа викенд, знаете дека викенд секогаш е зафатен, секогаш има многу работа, така да гледаме и од таа страна да не отсуствуваат од своите работни места долго време. Али сепак им е за задоволство, не им представува толку многу напор да бидат таму буквално од сабајле до вечер. Има супер атмосфера, тие се сите позитивни луѓе, млади луѓе. Оваа година ќе имаме до сега има прејавено 1 или 2 девојчиња, што ми е многу мило. Да, исто. Која е атрактивна оваа професија, ќе наречам, за припадничките на понежниот пол, бидејќи сепак важи за машка професија? Има ли интерес во последниве години? Нема толку голем интерес колку кај машките, али има.
во надвор на нашата држава има многу девојки кои стварно се на многу високи позиции во нели барската работа. Сега не можам да се сетам на некој од нив, али одлично работата, многу го изгледат позади бар. Одлично, тоа е сепак за поздрав да се шири оваа култура и зошто не и кај девојките сепак не би требало да има никаква дискриминација. Апсолутно. Дали шестото државно првенство е затворен карактер или сепак секој може да дојде да присуствува и да ужива во тој перформанс? Бидејќи оваа година е во склоп на Travel Market, сајамот, така да од отворен карактер може да дојде, може да дојдат луѓе кои сакаат да буквално да некои 2 часа да уживаат во одлична презентација, во една многу позитивна атмосфера, че поканите се сите кои има сигурно претпоставам луѓе кои можеби не ни пробале коктели или па имаат некакви предрасуди кон мешањето на пијалци, еве ги поканувам да дојдат. Ние ќе им го покажеме спортивното и мислам дека ќе биде дел од тоа големо семејство. Така, ние ќе бидеме дел од настанот Алфа телевизија и секако на кој што ќе го улови нашата камера и сите оние кои што нема да успеат да дојдат и да бидат дел од првенството, ќе имаат можност да проследат каква била атмосферата преку нашата камера. Ние секако ќе имаме можност да ги пробуваме вкусовите таму на лице место, меѓутоа дали гледачите и широката јавност ќе може да ги пробаат коктелите некаде по скопските кафулиња и барови или сепак едноставно ти остануваат тајна? Пред се, сакам, пред да ви одговорам на прашањето, сакам да ви се заблагодарам на целиот тим на Алфа телевизија, што имаше огромно разбирање за она што ние го правиме. Ви благодарам што сте наш медиумски спонзор ова шесто државно првенство. Во името на сите членови. Задоволството е наше. Да. Вака, сите бармени, бидејќи се слушам сега постојано со нив, секојдневно ме прашуваат, се предомислуваат околу рецептурите. Има интересен работат, потоцуваат коктели, им дават на гостите дека работат, да им ги пробуваат. Да ги дегустираат и да кажат дали им се своето допаѓа. Да, така да доста коктели веќе се имаат прилика некои луѓе да ги пробаат. Какви се оценките кај гостите? Каков е фидбекот? Па гостите ви се за мене се знаат дека се дегустатори? Да, али се доста реални. Ви кажуваат искрено, ми се допаѓа или не ми се допаѓа. Они се доста реални, иако можеби не знаат точно да го оценат коктелот пред сите оние, пред целата насензионална анализа што има, али можат буквално да ви кажат искрено дали им се допаѓа или не, па да промените некоја состојка. Најчесто коктелите кои ги подготвуваат, потоа си ги подготвуваат самите во барот, бидејќи сепак се нивни сигничар авторски коктели. Така. Покрај државното првенство, Сдруженијето на бармени на Македонија има уште многу активности, па дали имаме некоја активност која што е си коктелна и која што можеме да ја споделиме заедно со гледачите? Со завршување на државното првенство за бармени ќе за неколку месеци е второто државно првенство за бариста, исто во наша организација, кај што подготвуваат кафе, еспресо капучино и сигничар исто авторски коктел, таму имат се поразлични правила во однос на овие. Тоа е нешто следно што следи со тоа што следната година па победникот на бариста ќе представи Македонија на World Barista Champion. Така да се трудиме и во двата сегмента, бидејќи во поново време се одвоја луѓето што подготвуваат алкохолни пијалци и луѓето кои подготвуваат кафе, се одвоја едните се бармени, другите се баристи. Така да тоа е нешто поново, некоја наша понова активност која почнавме да работиме. Ете, и во делот на подготвувањето на кафе, пробуваме да ја промениме и да ја подигнеме културата. Така. Дарко, јас ти благодарам навистина многу за овој разговор. Ви посакувам интересно, креативно и вкусно доживување. Ние секако се гледаме на 25 април на Скопскиот сајм во Метрополис Арената на финалето во 15 часот и 30 минути. Воедно користам оваа прилика да ги поканам сите гледачи кои што не гледаат во моментот да дојдат да присуствуваат таму. Јас им гарантирам навистина не секојдневно доживување. Ви благодарам, поканети сте и вие и вашите гледачи и ви благодарам што ни одвоивте време да го најавиме на првот и да поразговараме малце за нашата професија. Така, Алфа телевизија е секогаш отворена за ваков тип на првенства и на промоција. Години наназад веќе
се обидуваме и верувам дека успеваме во тоа да го промовираме ова државно првенство. Оваа година сте повторно овде, оваа година Алфа телевизија е исто така и покровител, така што се гледаме ние секако. Ви благодарам, поканети сте и се надам дека ќе уживате во едно несекојдневно шоу во нашата држава. Ти благодарам и тебе, Драко. Благодарам. Ние